7 часот и 42 минути, она што можеме да го видиме на апликацијата за квалитет на воздухот, надминати се оние дозволени граници, 64 микрограми на метар кубен, она што во овој момент го гледам, а овде има и забелешка: затворете ги прозорците и намалете активност на отворено. Да, загадениот воздух се разбира влие на нашето здравје. Ова е една од темите на кои што утрово ќе разговараме со доктор Злате Мехмедович. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, ви благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Колку загадувањето го нарушува нашето здравје и има ли начин да се заштитиме? Мислам дека сосема соодветно го поставивте прашањето. На загадувањето долго време се гледаше само на еколошки проблем, а не како на здравствен проблем, и тоа е нешто што нашето општество го стави во позиција денес да имаме двојна закана. Односно да имаме закана од тоа што имаме високо континуирано загадување на воздухот во сите градови во републиката, во некои екстремно високи. Да не кажам дека сме и на први во топ 10 листата на најзагадени градови на глобално ниво. А од друга страна не се размислува се уште за превенцијата на болестите кои што се јавуваат како резултат на загадувањето. Сериозните проблеми кои што се јавуваат како резултат на ваквите високи, екстремно високи концентрации на ПМ частичките во воздухот и останатите загадувачи може да предизвикаат проблеми кои што со децении во перспектива ќе треба да ги решаваме, и за тоа ќе треба да има многу сложен пристап. Доколку размислуваме само на тоа да го намалиме загадувањето, тогаш имаме само рестриктивен пристап во еден процес на регулација, на минимизирање на ризиците кои што се од загадувањето. Меѓутоа, за жал, ние имаме веќе генерации израснато во концентрации на високо загаден воздух, и тие имаат веќе акумулирано хронични болести кои што треба перспективно да се третираат. Затоа, загадувањето денеска представува сериозен здравствен проблем. Што треба да направиме? Невозможно е да нормално да се изолираме, да немаме практично активности на отворено, да не отворите прозор. Како да се справуваме со ситуација во секојдневно? Кажа дека е сложено решението за проблемот и треба да се размислува надвор од кутијата out of the box, за да може да се дојде до едно соодветно решение. Превенцијата е секогаш најдоброто решение, и превенцијата тука ја би ја поделил малку надвор од вообичајната дефиниција на примарна, секундарна и терцијерна превенција. И кога ќе кажам на примарна превенција, мислам на минимизирање на ризикот од загадувањето. Односно да се намали бројот на загадувачи кои што придонесуваат за ваков лош квалитет на воздухот. Секундарната превенција се однесува на превенција на болести. Оние кои што се создаваат како резултат на загадувањето, и тука треба да има сериозен ангажман пред се на примарното здравство, за да има така наречени здравствени хабови кои што ќе ги прифатат најризичните пациенти, најризичните групи во вакви сериозно загадени денови, кога знаеме дека ќе можеме да имаме појава на сериозен број на екзасцербации на болести. И терцијерната превенција е превенција на компликациите, односно намалувањето на дисфункционалност, на нефункционалност на организмот како резултат на болестите кои што веќе настанале. Например, загадувањето знаеме дека предизвикува сериозни болести од типот на кардиоваскуларни. Особено васкуларните со мозочни удари се во, да не кажам, форма на епидемија која што ја гледаме во последните години. И треба да се рехабилитираат луѓето кои што имаат мозочни удари. Зборуваме за парези, плеги, хемиплеги, квадрипарези, кои што сериозно го нарушуваат нормалното функционирање на граѓаните, и со цел да им се врати таа функција треба да се превенираат последиците од болести. Така да, ако го поставиме тој систем на една тројна превенција на различни елементи и последици од загадувањето, веројатноста е дека можеме да дојдеме до некакво решение кое што во перспектива наредните 5, 10, 15 години ќе даде резултати во намалувањето и на загадувањето, но и на болестите и последиците кои што ги имаме. Постои ли некаква суплементација или некакви, не знам, тактики, принципи да тоа сепак го облажиме, зборуваме за организмот? Нешто да се пие, да конкретно да... Ајде да се вратиме на примарната превенција. Примарната превенција значи отстранување на ризикот. Најдобро би било да го отстраниме ризикот, да го намалиме загадувањето. И не е дека не постојат применливи еколошки решенија кои што во моментов можеме да ги имплементираме. Едни од најризичните групи на граѓани кои што се изложени на екстремно високото загадување се децата. Треба да направиме зелени зони околу училиштата. Зони кои што ќе бидат без сообраќај, без индустријски загадувачи и без загадувачи од домакинството. Таквите зелени зони ќе овозможат средини во кои што децата ќе растат без
екстремно високото загадување. Треба да се направат екстремни лимитирачки мерки на загадувачи во области каде што веќе имаме сериозно висока црвена зона, не само на лош квалитет на воздухот, туку и на голем број на концентрации на хронични болести, каде што имаме висок број на болни од хронична обструктивна белодробна болест, астма, екзацербација од овие респираторни болести, кардиоваскуларни болести и мозочни удари. Ако се направат такви зелени зони, исто така може да се превенира системот на загадување на воздухот. Треба да се размислува и од еколошки пристап, да се прават, да се градат, да се засадуваат мали густи шуми, кои што може да бидат на површина од 50 до 200 квадрати. Тоа не е огромна површина која што треба да се засади, особено во централните градски подрачја, кои што ќе служат како мини бели дробови, кои што ќе ги прочистуваат ПМ частички, да ќе служат како клима оази, каде што температурната разлика ќе се минимизира како резултат на постоењето на зеленилото. Ограничувањето на сообраќајот во одредени делови од градот на одреден временски период, не мора тоа да биде 24 часовно ограничување, да има зони без сообраќај, 6 до 8 часа лимитиран сообраќај во одредено подрачје, може да ја намали концентрацијата на ПМ частичките до 30%. Тоа се случува во едни од поголемите метрополи во Европа, во Белград и во Бугарешт го имате тој пример на функционирање на сообраќајот. Така да, ова се првичните мерки еколошки кои што може да се преземат со цел да се намали загадувањето. Ако ме прашувате за здравствените аспекти, здравствените домови кои што во нашата држава за среќа ги имаме 32 на број, може да служат како здравствени хабови во кои што ќе има брзи линии за пациенти кои што се изложени на ризик и кои што ќе можат да бидат веднаш примени во зони каде што имаме висока концентрација на ПМ частички и останати загадувачи и при тоа да им се даде не само превентивна заштитна здравствена заштита во форма на скрининзи и прегледи кои што ќе откријат рани промени во здравјето на пациентите, туку и да се третираат хронично за оние кои што ќе имат влошување на болестите. Тоа е доближување на здравството до граѓаните. И на крајно што го кажав, мора да се рехабилитираат оние кои што веќе имаат сериозни тешки болести. Пациентите кои што се со хронична обструктивна белодробна болест со години наназад се број еден причина за хоспитализација во зимските месеци. Значи, најголемиот број од хоспитализирани пациенти во Македонија во моментот не се ни од срцев удар, ни од мозочен удар, ни од канцер, ни кои што чекаат за операција, туку се оние кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест, кои што имаат влошување како резултат на оваквиот лош квалитет на воздухот. За да се лимитираат последиците кои што овие луѓе ги имаат во секојдневниот живот, а тие може да варираат во еден голем диапазон на различна симптоматологија, до состојба да не може дури да се облечат, затоа што имаат навистина тешко дишење, треба да се рехабилитираат за да може да имаат нормален функционален живот. И така би можеле, накратко кажано, значи, да го решим. Сепак иако градот како една целина, сепак може да постојат безбедни, малку побезбедни оази, зборуваме нели со малку почист воздух, со побезбедни околини. Значи, како што спомнате вие да се обезбеди. Така, меѓутоа сметајте тоа како на систем кој што е изграден од повеќе коцки, во кој што овие оази би биле само мал дел од мозаикот кој што би го наместиле во насока на тоа да имаме подобар квалитет на животот како резултат на подобар квалитет на воздухот. Годинава клиниката за физикална медицина и рехабилитација, каде што вие сте директор, одбележува еден значаен јубилеј, 70 години од своето постоење и секако го држи на ниво кое што го имаше од самиот почеток да е една од најдобрите во нашата земја. Да, оваа година точно се навршуваат 70 години од постоењето на претходно Заводот за физикална медицина и рехабилитација, па институтот и сега клиниката за физикална медицина и рехабилитација, тој континуитет, како што кажавте и вие, во текот на изминатите години, не само што нуди извонредна грижа и квалитет за здравјето на граѓаните, особено во делот на рехабилитацијата, представува клиниката и единствена установа од ваков тип која што ја имаме во Македонија, која што може паралелно да даде услуги на највисоко терциерно ниво и за пациенти кои што треба да бидат хоспитализирани и за оние кои што секојдневно ги вршат своите рехабилитацијски програми во амбуланско-терапевскиот дел. Огромна е бројката на пациенти кои што поминуваат секојдневно низ нашата клиника. Само во амбуланскиот дел таа бројка се движи помеѓу 400 до 450 пациенти и стационарните пациенти кои што се дополнителни 150 пациенти, околу 600 пациенти секојдневно поминуваат низ процеси на рехабилитација на таа клиника. Кога би го помножиле тоа на месечно и на годишно ниво,
би добиле бројки од неколку стотици илјади граѓани кои што се рехабилитираат, рехабилитацијски процедури на повеќе илјадници граѓани кои што се рехабилитираат на клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Тоа е огромна бројка на пациенти, како што споменавте вие, кои што секојдневно ве посетуваат. Има ли доволен број на персонал, физијатри, физиотерапевти кои што работат заедно со пациентите? Максимално искористен капацитетот. Можам да ви кажам дека сега во моментот имаме максимален број на физиотерапевти кои што се ангажирани согласно актот за систематизација на клиниката и веќе е во изработка функционална анализа на клиниката која што дополнително би го зголемила тој капацитет. Причината за зголемувањето на капацитетите на клиниката, освен од аспектот што е единствена здравствена установа од оваков тип во државата, и се секако потребите на граѓаните кои што се би можел да кажам во голем дел незадоволени за тоа што рехабилитацијата е една од гранките во медицината која што се почесто ќе ја гледаме во нашето секојдневие. Светот на глобално ниво има тенденција да старее. Македонија има тенденција исто така како држава да старее. Се смета дека до 2050 година со односот на возрастни граѓани кои што се на возраст над 65 години и оние под 65 години ќе биде изедначен, ќе биде 1:1. Денеска со односот е 3:1. Возрастните граѓани бараат посебна грижа, особено над 50-та година имате акумулирано дегенеративни промени во организмот и одредени хронични болести кои што мораат да добијат одредена физикална медицина и рехабилитација, и капацитетот на тој дел од системот, не само во Македонија, туку сегдека и во светот, има тренд на зголемување. Се повеќе ќе гледаме возрастни граѓани кои што имаат некаква потреба за функционално подобрување. Се зборува и за зголемување на бројот на години за активно заменување во пензија. Практично сега не само што старосниот век во светот е зголемен, туку и функционалноста на организмот е зголемена и во поодминати години, така да како што старее светот, така и медицината ќе треба да се адаптира на тој процес. Како што кажав, постојано размислување за зголемување на капацитетите. Потребата денесно на глобално ниво од физикална медицина и рехабилитација е практично за секој трети граѓанин на светот. Ако тоа се преведе на во македонски услови, тоа значи дека најмалку 600.000 граѓани ќе имаат потреба од рехабилитација на годишно ниво, и тоа е навистина сериозна бројка за која што треба да имаме сериозно зголемување на капацитетите. Како стоите со опрема? Вие изминатава година добивте и дополнителна опрема. Ние можам да се пофалиме дека сме клиниката или институцијата, здравствена институција во Македонија која што е пионер во роботиката и во введувањето на роботската терапија. Се уште нема ниту една друга институција која што активно користи роботика во својата секојдневна терапија или пак други дијагностички процедури. Затоа сме исклучително горди на што го имаме направено како клиника, целосно екипиран роботскиот кабинет и во делот на инфраструктурни и човечки ресурси и на опрема, како што кажавте вие. Имаме роботски кабинет кој што опфаќа роботска терапија за деца на возраст од практично 6 месеци па нагоре и која што може да биде користена кај пациенти кои што се на поодмината возраст. Роботска терапија која што се користи и за долен екстремитет и за горен екстремитет, и тоа е нешто што не можете да го видите во ниту една земја во регионот. Првиот таков комплетен роботски кабинет ќе го сретнете во Бања Лука и следниот во Љубљана, во Сочи. Тоа значи дека во нашето соседство оваа роботска терапија која што им е достапна на нашите граѓани е возможна само во некои приватни клиники во југоисточна Европа или на Балканот, за кои што треба да граѓаните во тие земји да издвојат сериозни средства, а кај нас ја добиваат практично бесплатно. Вашите пациенти често знаат да кажат дека имате исклучителен персонал, презадоволни се од услугата која што ја добиваат. Имате ли вие време во текот на денот да се видите со сите кои што се вработени во вашата институција? Се трудам да имам многу близок контакт со секој вработен. И тој пријателски однос сметам дека е основа за квалитетно функционирање, за добро функционирање на секоја установа, не само на здравствена установа. И таквиот близок однос веројатно вродува и со една таква заемна соработка која што на крај представува задоволство кое што го чувствуваат пациентите. Сметам дека имаме пред се задоволен
персонал кој што е задоволен од условите на работа, кој што гледа како клиниката расте и кој што гледа дека се пионери во нешто што никој друг во државата, па и во соседството го нема направено, и тоа е причина и за гордост, колку што и за задоволство. И затоа веројатно тоа се пренесува и на пациентите, неретко, многу често добиваме писма од пациентите кои што стигаат преку архивата и кои што ги читам, во кои што се изразува задоволството од тоа како е и пријателски и професионален односот на персоналот на клиниката за физикална медицина и рехабилитација, и можам да кажам дека сум исклучително горд на тоа дека имам можност да бидам дел од една таква институција. Како директор, со кои најчесто предизвици се соочувате секојдневно? Секако дека најголемиот проблем е да најдете баланс помеѓу финансиските предизвици, недостатокот на човечки ресурси и создавањето на здрава работна средина. Сите се некако поврзани помеѓу себе и доколку ви недостасува еден елемент или го има во недоволни количини, веројатноста дека нема да имате задоволна институција, квалитетен персонал и добри услуги е многу веројатно дека ќе се случи. Навистина е тешко во Македонија да градите квалитетни здравствени институции и да создавате доверба во здравството. Меѓутоа, ако се следи принципот на рационално трошење на средствата, пријателски однос со персоналот и слушањето на гласот на пациентите, веројатно дека ова би бил најбрзиот рецепт да стигнете до некаков успех во установата со која што раководите. Сериозен предизвик, како што кажав, меѓутоа во текот на изминатите година и 6 месеци сметам дека успешно се справуваме со сите тие предизвици и дека на крај мерливоста на задоволството на пациентите е најдобар индикатор за тоа како функционира. А и самото постоење 70 години. Благодариме многу за денешното гостување во нашата емисија. Ќе ви посакаме успешна 2026 година. Се разбира, остануваме и на терен, доаѓаме, посетуваме. Се договоривме претходно дека ќе споделиме една убава приказна за овој голем јубилеј кој што го прославите годинава. Ви благодарам за поканата и за можност уште еднаш да ги афирмираме и квалитетите и капацитетите на нашата установа.